Гледате Македонија наутро, го започнуваме последниот блок од денешното издание. Следува женска тема, а може би да послужи и како инспирација за посилниот пол за тоа каде да го најдат идеалниот подарок за претстојниот празник на жената. Во пресрет на 8 март во Скопје од 5 до 8 март ќе се одржи големиот базар 8 мартовски под слоганот за таа што ти е се. На едно место ќе бидат собрани дела од нашите домашни ракотворци и креативци, меѓутоа освен за на едно место да може да се пронајде навистина идеален подарок и да се посвети внимание, ова е шанса и поддршка за локалните домашни ракотворци со цел да бидат презентирани нивните производи. Во наредните минути разговараме за деталите околу самиот базар, меѓутоа и со една од креативците и ракотворците која што со своите производи ќе се представи токму на овој базар, Маја Милошевик. Благодарам за издвоеното време утрово и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдовте, благодарам за поканата. Кажав на почеток од 5 до 8 март ќе се одржува базарот, меѓутоа ајде да започнеме со вашата лична приказна. Што е она што вие ќе го понудите во тие 3 дана? Вака, јас како еден од учесниците на овој 8 мартовски базар во Сити Мол ќе се представам со она што најдобро го знам, она што го работам, со букетите, рачно изработени букети од природен глицерински сапун. Базарот ќе имаме 29 учесници, како што кажав, една од нив сум јас, ќе биде на приземјето во Сити Мол и ќе се одржува од 5 до 8 март. Има многу ракотворци, па би сакала да ве прашам, освен за 8 март, некако базарите кај нас веќе стана дел од секој одреден период во годината, тука за новогодишните, секако 8 мартовските, имаме настани по повод кои се прават и самите базари. Колку и самите ракотворци и креативци се навикнаа на таквиот начин на функционирање, меѓутоа и самите потрошувачи. Дали со тек на време се зголемува таа идеја да се земе поклон токму од базар? Се зголемува, мене искрено тоа ме радува, бидејќи имав чувство дека некако многу повеќе во другите земји се цени рачната изработка, меѓутоа полека луѓето кај нас стануваат свесни и даваат вредност на рачната изработка. Така еве, пример, овој базар, Сити Мол како една општествено одговорна компанија која што ни нуди, односно ни дава шанса да можеме да ги изложиме нашите креации и оние што сакаат да подарат да можат да се го најдат совршениот подарок и да подарат нешто што е уникатно и нешто што е рачно изработено, не е како индустријско производство. Рачните ракотворби треба да имаат вредност, меѓутоа еве да докажеме токму тоа што вие го работите, колку време е потребно да се создаде и како се гради всушност самата приказна за секој ракотворец, без разлика на дејноста или продуктот кој што го нуди. Конкретно за вашата изработка, во моментов гледаме букети направени рачно, изработени од сапун, па околу самата идеја, вашите почетоци и колку се вложувате всушност во едно вакво парче? Ова јас почнав да го работам сосема случајно, спонтано. Ќе кажам дека најверојатно креативноста некаде длабоко во мене тлеела, па некогаш требала да излезе на површина. Многу често ми го поставуваат прашањето колку време треба, а никој не ми поставува прашање како значи треба да се изработи ова. Јас пак прво ќе напоменам дека треба за едно нешто да се направи многу љубов и внимание, а потоа колку време, значи времето е секогаш различно. Имаме од помал букет до поголем, дали единечен сапун и секогаш се задржувам на она што го бараат луѓето. Значи за некои изработки е потребно многу повеќе време, меѓутоа еднаква љубов и внимание за секој парче. За времето нема да прашуваме, тогаш како оди процесот за изработка на вашите сапуни? Значи вака, од ова е прво да напоменам дека глицерински природен сапун, немаме никакви хемии, може да се користи за секој тип на кожа, од најмала возраст па до најстара возраст. Како база се става на температура, значи се претопува, се прави во модли, се излеваат формите, се додаваат сапунски ароми, сапунски бои и потоа доаѓа оној креативниот дел каде што сум најмногу можам да се го истакнам креативниот дел и можам да играм секогаш со бои и со форми и
зависи од дали е порачка, дали е нешто што во моментот сакам сама да го направам, така да се зависи. Кога ќе дојде тој креативен процес, што најмногу ве инспирира? За да создадете нешто ново, поразлично од претходниот пат? Леле, не знам, секогаш различно. Значи, кај мене никогаш немам направено едно нешто два пати. Значи, секогаш ми доаѓа некоја нова идеја, во моментот кога ќе ми дојде да го направам, ќе го направам. И најчесто сум забележала кога некој клиент бара од мене нешто и кога ќе ми каже оставам на тебе, тогаш излегува најдобро. Така. Годинава на Осмомартовскиот базар ќе има навистина многу изложувачи, тоа веќе го напоменавме, така што еве не само конкретно за Осмомартовскиот, кога се организираат базарите, според кои критериуми всушност се бираат ракотворците? Ова прашање најверојатно треба до организаторите да се постави, меѓутоа еве јас во кратки црти најверојатно го препознаваат квалитетот на рачната изработка и благодарение на нив ете пак ќе кажам ние можеме да си ги изложиме нашите продукти, значи тука се не само Осмомартовските, имаше сега за денот на влюбените, за денови на филигран, за новогодишни базари, така да тогаш ни се нуди шанса да можеме и ние како изложувачи да нели ги покажеме нашите производи и луѓето како можат да видат, да купат и да подарат нешто уникатно. Вредност секако има времето кое што е посветено за рачната изработка, меѓутоа многу повеќе веројатно и самата приказна која што носи самиот производ. Така што која е вашата порака или приказна која сакате да пренесете до вашите купувачи? Па најпрво малце повеќе да ја цениме рачната изработка, особено нашата македонска рачна изработка, бидејќи нели лесно е да се пушти индустријски и да имаш вработени и се, меѓутоа тука е еден човек за се, јас велам, значи од идеја до реализација, до пакување, до креативност, до се да се истера до крај. Па и комуникација со самите клиенти. Комуникација, рекламата исто, значи пак ќе напоменам, драго ми е што луѓето стануваат свесни, меѓутоа многу подобро би било доколку повеќе се фокусираат на рачната изработка, со тоа не поддржуваат и нас како мали бизнеси за нечи. Базарите го прават токму тоа, на некој начин се ваша поддршка, така што како ќе ги примамите да дојдат пред се дамите и да си одберат нешто за себе, но споменавме во најавата, можеби да биде инспирација за посилниот пол да го одбере вистинскиот подарок. Значи, ќе бидат 29 ракотворци, ќе има различни во различни делови, значи на рачната изработка, од накид, од сапоник има, така да секој што ќе дојде, секој може да си го најде совршениот подарок за еден таков празник каде што во Македонија се слави, и верувам дека и оние што ќе купат и оние што нели ќе им подарат, ќе бидат среќни бидејќи сепак е нешто уникатно, рачно изработено и посебно. Благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека се гледаме повторно со цел поддршка на малите бизниси, а и рачните изработки. Ви благодараме на вас. Тоа беше разговорот со Маја Милошевик, со неа го најавивме предстојниот Осмомартовски базар кој што ќе се случува од 5 до 8 март под слоганот за таа што ти е се. Пред да го заокружиме нашето денешно дружење во Македонија наутро, ќе погледнеме и што ни подготвија како последни содржини нашите колеги. Тања Сарандевска со Доза култура ни открива каков е репертоарот на театрите низ држава.